Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Традиционални словачки предјадења, супи, главни јадења и десерти ќе бидат дел од годинашните денови на словачката гастрономија во Македонија. Манифестацијата почнува денеска и ќе трае до 19 март, а ја организира Словачката амбасада. А јадењата ќе ги подготвува готвачот од Министерството за надворешни и европски работи на Република Словачка Иван Колембус. Атмосферата ќе ја дополнуваат словачките пива, вина и народна музика. Деновите на словачката гастрономија се одржуваат во соработка со ресторанот Пелистер. Ова е само најава за вестите, а еве што ќе гледате во нив. Јавните предпријатија во еколошка акција во општина Ѓорче Петров. Нови покриви на стамбените згради во Карпош. Премиера на представата Говорна мана во среда во Македонскиот народен театар. Филм на 35 мм во кинотека на Македонија. Зголемен бројот на странски туристи во Македонија. Јавните предпријатија на град Скопје во наредните 7 дена ќе спроведуваат засилени активности за разубавување и расчистување на општина Ѓорче Петров. Еколошката акција е во рамки на традиционалните посети на градоначалникот на град Скопје на градските општини. Во рамки на 14-тиот циклус на посети на скопските општини, градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски јавните предпријатија денеска ја започнаа пролетната еколошка акција во општина Ѓорче Петров. На оваа средба службите на општина Ѓорче Петров заедно со представници на урбаните и местните заедници одржаа средба со представници на градската администрација и сите јавни предпријатија на градот Скопје. На средбата представниците на урбаните и местните заедници имаа можност да дискутираат за работата на јавните предпријатија, да даваат предлози и сугестии за подобрување на нивното функционирање на терен, а истовремено сите учесници во овие состаноци го составија акциониот план за активностите на јавните предпријатија во наредниве 7 дена. Според градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски, ваквите акции кои започнаа во 2009 година даваат одлични резултати, кои што придонесуваат за подобрување на условите за живот на граѓаните. Новина е тоа што од оваа година почнавме по цела недела да бидеме во општините во градот Скопје, бидејќи во претходните години работевме по 3 дена, сега значи по 7 дена сме во секоја од општините. Као оваа акција ја почнавме како град Скопје од 2009 наваму, по 2 пати годишно, пролетно и есенско средување на општините, и мислам дека има големи резултати и има голем бенефит за граѓаните на кои што живеат во соодветните општини. Овие предпријатија значи интензивно ќе работат на терен, се со цел да завршиме што повеќе работи кои што се во функција на подобри услови за живење на овде на жителите на општина Ѓорче Петров. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски ги поздрави редовните средби и оцени дека истите даваат позитивни резултати. Тој нагласи дека пролетната акција за чистење широко поздравена и поддржана од граѓаните на Ѓорче Петров. Покрај активностите на градските јавни предпријатија, во оваа акција ќе се вклучат и граѓаните, како и приватна фирма што ја ангажира општината. Акцијата исто така ќе се искористи за собирање кабаст отпад, за што градоначалникот Митровски апелираше до сите жители кои имаат ваков отпад да го изнесат пред нивните домови или во близина на постојните контейнери, за екипите на предпријатието истиот да го соберат. Председателите на местните и урбаните заедници ги дадоа точно, ги таргетираа сите слаби точки кај што треба да се ангажираат јавните комунални предпријатија на градот Скопје. Меѓутоа и покрај јавните комунални предпријатија на градот Скопје, пошто во руралниот дел имаме договор со приватна фирма која го чисти и истата е вклучена во овој процес, така да на целиот простор може да кажам во сите села и во сите местни и урбани заедници денеска се одвива оваа акција. Акцијата има за цел навистина да ги вклучи сите граѓани и огледа акцијата е цела недела. Се што има околу пролетното чистење, кабаст, отпад, нешто од нивните подруми, дворови и така натаму, во договор со директорите утрина се договоривме да го изнесат пред нивните дворови, а
Јавните предпријатија ќе ја соберат, да кажам, целата таа опрема или непотребен инвентар кој го има самите домаќинства. Во рамки на акцијата, јавното предпријатие Паркови зеленило ќе работи на кастрење на крушните на дрвјата, сечење суви гранки и садење цвеќиња. Јавното предпријатие Комунална хигиена ќе врши чистење и миење на улиците, како и замена на оштетените контейнери. Јавното предпријатие Водовод и канализација ќе работи на чистење и поправка на сливниците, одстранување дефекти во водоводната мрежа, како и санирање прикопи. Јавното предпријатие Улици и патишта ќе врши санација на улиците, како и на подобрување на хоризонталната и вертикалната сигнализација, додека пак ЈСП Скопје ќе работи на чистење на автобуските постојки и просторот околу нив. Станарите од зградата број 54 на улицата Јурија Гагарин ќе добијат нов покрив кој ги задоволува современите градежни стандарди. Ова е 8-ма зграда кај која се реконструира стариот покрив со средства кои ги обезбеди општина Карпош. Со подршка на општина Карпош, станарите од 5-те влеза на стамбената зграда на улицата Јурија Гагарин број 54 ќе добијат нов покрив на својот колективен објект во должина од 877 метри квадратни. Досегашните дотраени салонитни азбестни табли ќе бидат заменети со високо квалитетен бел ребрест лим, кој ги задоволува современите градежни стандарди. Градоначалникот на општина Карпош, Стефчо Екимовски, истакна дека целта на оваа акција е во наредниве 4 години да се променат сите азбестни покриви кај индивидуалните и колективни објекти кои се наоѓаат на територија на општина Карпош. Во таа насока досега имаа доделено 19.600 метри квадратни високо квалитетен бел ребрест лим. Инаку за 2016-2017 година за оваа намена се планирани 38 милиони денари буџетски средства, од кои досега се потрошени околу 9 милиони и 500 илјади денари. За оваа инвестиција локалната самоуправа од својот буџет ќе издвои околу 528 илјади денари. Ова е веќе 8-ма зграда кај која се реконструира стариот покрив со средства кои ги обезбеди општината. Имено општината ги покрива трошоците за набавка на лимот, хоризонталните олуци, ветарлајсните, слимето и обшивките околу оџаците и вентилациите. Граѓаните обезбедуваат средства за работна рака и го бираат изведувачот на градежните активности. Општина Аеродром е дел од проектот за изработка на акциски планови за поголема вклученост на граѓаните во процесот на носење одлуки од областа на животната средина за периодот 2017-2020 година. Покрај општината Аеродром и општина Карпош ќе биде вклучена во овој проект. Општина Аеродром е една од 6 општини кои се одбрани за изработка на акциски планови за поголема вклученост на граѓаните во процесот на носење одлуки во областа на животната средина за период 2017-2020 година во организација на Центарот за климатски промени. Акцискиот план ќе биде изработен заедно со граѓанските организации кои се активни во општината и треба да овозможи поголема соработка меѓу општината и јавноста преку спроведување заеднички активности кои се поврзани со животната средина. Заедничките активности ќе се однесуваат на организирање заедничка кампања за решавање на одреден еколошки проблем или промоција на одржлив развој, како што се промовирање рурален и екотуризам, промовирање органска храна, акции за чистење, акции за одржлив транспорт и акции за штедење енергија. Овој проект ја опфаќа и Скопската општина Карпош. Во среда на 15 март во 20 часот на сцената на Македонскиот народен театар премиерно ќе биде изведена представата Говор на Амана во режија на Драгана Милошевски-Попова. Текстот ни дава можност да се судриме и да се запознаеме со човек чија кариера ветува да полета кон самиот врв и за тоа бара помош од театарската илузија. Во Македонскиот народен театар во среда на 15 март премиерно ќе биде изведена новата представа Говор на Мана, работена според текстот на современиот автор Горан Марковиќ и во режија на Драгана Милошевски. Текстот Говор на Мана е напишан во 90-тите години, а Марковиќ е автор кој со голема искреност влегува во надпревар со сите опасности кои не загрозуваат, укажува на состојбата и поставува диагноза и на поединецот и на заедницата. Овој автор не потикнува да се судриме и соочиме со реалноста. Дејствието на Говор на Мана се одвива во театар, со актер што е пред крајот на својата кариера, кој пред општествената и политичка реалност силно ги затвора очите, се дури околностите не го натераат на спротивното. А на спротивната страна е млад човек со кариера која ветува.
Се разбира и една актерка. Ова е една прекрасна приказна која се случува во театар, која е толку блиска, отвора многу прашања и иницира да се преиспитаме за тоа каков е светот во кој живееме и дали и самите учествуваме во прифаќањето на истото. Свет во кој владае теророт на успехот, совршенството и надпросечноста. Во текот на процесот размислувавме дали треба да остане да се вика говорна мана или треба биде говорна и други мани, бидејќи се занимава со разноразни општествени теми кои што се сублимирани као и во другите предсе филмови на Горан Марковиќ и други текстови во едно одредено место. Оваа прича сместена е во театар и сите овие ликови кои што ќе имате прилика да ги запознаете во нашата представа се некои луѓе кои што и некои реплики кои што се на нас многу блиски и многу познати. Публиката ќе има таа чест да ги проследи играта на Игор Джамбазов, Ивица Димитриевиќ и Сашка Димитровска, водени од режисерката Драгана Милошевска. Джамбазов истакна дека му се остварила желбата да игра во представа чиј автор е Горан Марковиќ. Ете ми се оствари и мене една желба. Да одиграм нешто од авторот на специјално воспитување национална класа веќе видено Вариола, Вера, Тајванска канаста, Фалсификатор, Турнеја, еден од најновите. И се разбира, еден од моите најомилени курси романи на светот се вика Тито и јас, по кој Горан Марковиќ направи еден феноменален филм. И тој како и јас израснал во театарот, уште од дете, и затоа сето она што го напишал во Говорна мана е само една брилијантна слика на она што тој го доживувал во своите детски денови во театарот. Се занимава со проблемот на театарот и театарските луѓе, а всушност преку театарот и со целото општество. Текстот е брилијантен, се надевам дека и ние ќе бидеме такви. На режисерката Драгана Милошевски ова не е прва соработка со Македонскиот народен театар. Во 2008 година на сцената на МНТ ја постави пиесата Дундо Мароe од авторот Марин Држиќ, несомнено една од најпознатите комедии на балканските простори. Милошевски зад себе ги има веќе успешно поставено и представите Демоното Дебармало, Кале Шања дефинитивно, Хасанагиница, Пипи Долгиот чорап, Мизантроп и други. Вчера на 86 годишна возраст во Скопје почина доајенот на македонската народна песна Вања Лазарова. Речиси 70 години целата своја професионална и лична ангажираност Вања Лазарова ја посвети на афирмацијата на македонската фолклорна традиција, а незините песни остануваат да живеат. На 86 годишна возраст во Скопје почина доајенот на македонската народна песна Вања Лазарова Димитрова. Параходот замина, легнала Ѓурѓана рамногумно, со маки сум се родила, се само некои од многуте македонски изворни народни песни што ги испеа Лазарова. Вања Лазарова беше родена на 27 април 1930 година во селото Страцин Кратовско, во музички надарено семејство. Незиниот татко бил пратеник во времето на кралството Југославија. По завршувањето на учителското училиште станала играорка во танец. Подоцна била учителка во оркестарот Пеце Атанасовски, каде на своите ученици им ја пренесувала љубовта кон музиката. Вања Лазарова пееше со различни фолклорни ансамбли. Беше член на ансамблот на Македонска радиотелевизија, а има настапувано и со Македонската филхармонија. Таа е првата македонска пејачка која има снимено плочи за најголемите издавачки куќи Полиграм и Филипс и добитник е на повеќе меѓународни музички награди. Вања настапувала на голем број концерти на повеќе континенти, а пеела и во Алберт Хол во Лондон, пред британската кралица Елизабета II и премиерот Винстон Черчил. Има голем придонес и во соработката со групата Анастасија за музиката во филмот Пред дождот, кој во 1994 година освои Златен лав во Венеција. Впечатливиот глас на Вања Лазарова ќе остане дел од македонското музичко наследство. Во 2015 година, во продукција на Трето уво, беше снимен и третиот документарен филм за оваа македонска музичка легенда Со маки сум се родила, според истоимената македонска народна песна. На 15 март со култниот филм Ефтини приказни од Квентин Тарантино почнува циклусот филм на 35 мм во кинотека на Македонија.
Покрај филмот на Тарантино ќе бидат прикажани и филмовите Реквием за еден сон и Господин Верду. Со култниот филм Ефтини приказни од Квентин Тарантино на 15 март во кинотека на Македонија почнува циклусот филм на 35 мм. Според програмата, прикажани ќе бидат и Реквием за еден сон на Дарен Аронофски во четврток на 16 март, како и Господин Ведру на Чарли Чаплин во петок на 17 март. Во 1994 година Ефтини приказни ја доби Златната палма во Кан, а потоа забележа огромен комерцијален успех во светот. Сметан за ремек дело на Тарантино, особено заради сценариото, диалозите, цитатите. Филмот е речиси секогаш вклучен во некаква топ листа на најзначајни и највлијателни наслови во филмската историја. Реквием за еден сон е екранизација на легендарниот роман на Хјуберт Селби, а Елен Брстин, за ликот на Сара во филмот, собра многу награди. Господин Ведру е од 1947 година, а маестралниот Чаплин не е само режисер и сценарист на филмот, туку вообичаено се појавува и во главната улога. Трите ремек дела на светската кинематографија ќе бидат репризирани. Господин Ведру на 18 март, Ефтини приказни на 21 и Реквием за еден сон на 27 март. Сите проекции се со почеток од 20 часот. По филм на 35 мм кинотеката го најавува циклусот Месечна доза шведски филм од 22 март. Две книги од кинески автор објави издавачката куќа Феникс. Станува збор за делата Во име на земјата и животот и Зборови на огнот, кои ќе бидат промовирани на предстојниот саем на книга во Скопје. Издавачката куќа Феникс од Скопје, која годинава прославува 25 години од своето постоење, во својата богата ризница деновиве ги додаде и двете нови книги од кинескиот автор Јиди Маја. Станува збор за делата Во име на земјата и животот и Зборови на огнот. Јиди Маја е популарен и познат современ кинески писател. Во име на земјата и животот е есеистичка, а Зборови на огнот е поетска книга. Книгите ќе бидат промовирани на почетокот на април на предстојниот меѓународен саем на книга во Скопје. За 15,5% е зголемен бројот на туристи во првиот месец од годинава во споредба со истиот месец од минатата година. Најбројни туристи кои посетиле Македонија се гостите од Грција, Бугарија, Албанија, Турција и Србија. Во јануари годинава земјава ја посетиле 25.031 странски турист, кои оствариле 46.137 ноќевања. Најбројни биле гостите од Грција, Бугарија, Албанија, Турција и Србија. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на странски туристи во јануари годинава во однос на јануари лани е зголемен за 15,5%, а бројот на ноќевања за 15,2%. Вкупниот број туристи во јануари годинава изнесува 43.220 и бележи зголемување во однос на јануари лани за 13,3%, а бројот на ноќевањата изнесува 87.894 и има зголемување за 11,7%. Бројот на домашните туристи во јануари 2017 година во однос на јануари 2016 година е зголемен за 10,3%. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во јануари 2017 во однос на јануари 2016 година е зголемен за 8,1%. Бројот на туристите во јануари 2017 година во однос на претходниот месец е зголемен за 2,7%. Кај домашните туристи има зголемување за 15,7%, а кај странските има намалување за 5,1%. Бројот на ноќевањата во јануари оваа година во однос на претходниот месец е зголемен за 8,4%. Кај домашните туристи има зголемување за 24,3%, а кај странските има намалување за 2,8%. Во наредните денови ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди и со умерен северен ветер. И утре ќе има услови за слаб локален дожд, а на повисоките места и планините слаб снег. Во текот на оваа недела утринските температури наместа ќе бидат негативни и ќе се движат во интервал од -3 до 4, а дневните од 7 до 15 степени. Матама метео го гледаме во приложение.
Без вода утре од 8:30 часот до завршување на работите ќе бидат дел од корисниците од населбата Киселавода, висока зона во населбата Аеродром и населба Ново Лисиче. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекинот е заради дефект на водоводна цевка со пречник од 700 мм на улицата Христо Татарчев во кругот на јавното предпријатие улици и патишта. Со ова информација ги завршуваме денешните урбани вести, а повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Спортските вести се следни на МТМ. Имајте пријатна вечер.